Само 2% намалување на сметките за струја не им значи ништо на граѓаните, зашто со враќање на ДДВ-то од 10 на 18% сепак поскапо ќе плаќаат сите. Ова е ставот на енергетските експерти откако регулаторот ја коригираше новата цена на струјата. Професорот Константин Димитров за Алфа вели дека државата нема стратегија за ублажување на ценовниот шок, кој во иднина за жал ќе биде уште поголем. Вели дека владата мора да покаже сериозност. Доколку се превземат мерки да се обезбеди економично работење во електростопанство, владата вели еве ја им правам добро на граѓаните, од владава им давам на електростопанство. Ве молам каква хипокризија, парите ги зимат од граѓаните и ги префрлат у таа компанија која што работи неекономично, граѓаните коба ја ги добиле по ефтина електрична енергија. Чии пари се тие на владата? Од народот, од стопанството, или ќе поземи па нашите деца и внуци ќе ги враќаат енормно големите кредити кои што ги зимат и ги пумпат во електростопанство. Значи ова се само играчки, народот да го држат во страв и да се радува и 2% ако му дале поевтинување. Граѓаните се револтирани зашто како и да се врти топката, сепак ќе се плаќа поскапа струја. Не гледат народот како живее. Они сега едно кажуваат, а друго ќе искочи на крај, што значи нема, на ова влада не се верува воопшто. Секој погачување се осеќа во џебот, секој како ќе го сите. Се осеќа по џебот. Ја мислам дека кажа дека ќе има поевтинување, а уште нешто не осетивме, дали има или нема. Што се однесува пак до дневната ефтина тарифа, таа наместо од сега ќе стапи на сила од 1 декември и тоа од 13 до 15 часот, што за експертите било чист популизам. И тоа е пак политичка мерка, 2 сата, но кој може да користи електрична енергија меѓу 1 и 4 сата? Пензионери и невработени. Нека дадат веќе ако се мажи, нека биде од 5 до 7. Ете, ќе има некоја фајда за граѓаните. Инаку според новиот тарифник за добар дел од домаќинствата кои се во вториот и третиот блок, поскапувањето ќе биде за нешто под 3%. За оние кои се во првите 2 блока струјата ќе поевтини, а во третиот и четвртиот поскапува за околу 2,5%. Инаку новата цена на струјата ќе важи од следниот месец.